гледа вашиот профил и вашите податоци, дека не може да ги спречи огласувачите да ви праќаат не знам, маркетинг пораки, дека ред други работи. Ги читаат ли луѓето тие, например, дека вашите податоци кога ќе ги апдейтирате, она што претходно сте го избришале останува во датотеката? Знаат ли луѓето навистина што се случува со нивните податоци, со она што ја сочинува една индивидуа, или едноставно тоа е толку да кажам забавно и безопасно што луѓето можеби не ни ги даваат истинските информации? Над 90% од луѓето не ги читаат. Ниту јас ги читам. Од име јас не кријам ништо. Знам тоа што сум го ставил таму, дека јас сакам да го ставам, не го става друг место мене. Ако сум објавил некој текст во вестник и тука сум го пренел само за да го расширам кругот на луѓе кои што можеби биле заинтересирани. Инаку да речеме има луѓе кои што многу малку и по-безопасно се занимаваат со овие платформи. Си слушаат музика, си зборуваат со другарчиња од школо, си чатат, односно си прават муабет, поради разни причини не може да се видат во моментов. Секако дека све е забележано и во тој документарецот што го спомнуваме е наведено дека некои индикации покажуваат дека дури до ЦИА може да се дојде, дека таа ги има сите податоци. Тоа е развиена една интелигентна форма да соберат податоци. Меѓутоа, што сме па ние важни за некој, не знам каде? Тоа е мислењето што го кажа многумина. Што ако дознаат дека во Куманово средна школа сум завршил? Што има тоа значење за ЦИА? Меѓутоа, ако сум некој меѓународен терорист, сигурно дека нема да го дадам мојот идентитет на Фејсбук. Така што тие дебати се вака доста интересни, луѓето имаат различни мислења, меѓутоа може да се најде, ако се има на, ајде и по Аристотел, златна средина, ако не се навлечете 24 часа да сте таму, можете да дојдете до нешто што ви интересира. Мене, например, на телевизија сакам да слушам одредена песна од Bon Jovi или AC/DC. Не можам да ја најдам. Или може би треба месец дена на некој музички канал да ја чекам. А на интернет можам да ја најдам истата секунда. Значи си го прилагодувам за мене. Што ми се слуша, што ми се свиѓа, што сакам да прочитам, јас ќе најдам. И тоа нели е предност да дојдете брзо до податоци, да можете многу побрзо да истражите, да можете многу побрзо да ги вклопите своите идеи во одредена конструкција. Да, повелете, професор. Да. Слушав многу внимателно Филип, вака сега. Тој употребен збор конзервативно гледиште. Конзервативно не значи и лошо. Конзервативно е само нешто што се штити од нови влијани. Значи, јас споделувам дел од аргументите што ги даде Ивковиќ, но споделувам и дел од аргументите од Филип. Не ми е лесно да ја одржам равнотежата, навистина не ми е лесно, но морам затоа што, пак ќе кажам, тоа е како опијат. Тоа е за луѓе кои знаат зошто им треба тоа. Тоа е за умни луѓе. Филип рече, јас давам тоа што сметам дека треба да давам како информација. И употреби уште една реченица, рече, како ќе истражувате и како ќе најдете податоци, ако го немате, да речеме, интернет. И тоа е апсолутно точно. Но, мора да правиме разлика меѓу знаење и информација. Информацијата не е знаење. Мене ми се случува некои од моите студенти да користат интернет на тој начин што влечат информација и сметаат дека со тоа стекнале знаење. Информацијата не е знаење додека не се вклопи во некој контекст. Например, вади дефиниција за метафора од Умберто Еко, а не знае дека ја наоѓа извадена, значи точно што е метафора. Не знае дека за да се дојде до таа дефиниција на Умберто Еко му треба 120 страници текст во кој што врши детална експертиза. И сега очекувано би било, откако ќе најде таа информација, да го побара комплетниот Умберто Еко и да го прочита. Но за жал, сега јас тука нека бидам сватен и конзервативен, но за жал ние сме жртви на тоа дека овие технички можности нам ни го скратуваат процесот на образование. Не ни го скратуваат. Тие само побрзо треба да не водат низ процесот на образование. Со притискање на копчето Enter, ти ниту го добиваш знаењето за метафората, која ќе најдеш метафората во тој попис таму, ниту пак ако гледаш порнофилм, учествуваш на вистина во тој однос. Enter не е влез.
Не е пенетрација. Значи, јас тука се плашам, посебно кај помладиве деца. Да. Како да не го чувствуваат екранот меѓу нив и тоа. Како да се внатре. Тоа е виртуална, нели, моќна реалност. Но очигледно, кога слушам Филип, тој знае што прави со тоа, знае зашто му треба, знае како да го користи. Тоа е многу опасно. Тоа е како возило, внимавајте, треба да знаете да го управувате. И јас сум за тоа да што побрзо се почне со широка едукација кај млади. А не да разговараме, синко, тоа е опасно, немој да висиш таму или ќерко. Напротив, покажи на детето што може од тоа да направи. Што може нему, како да кажам, тоа да му придонесе за негова благосостојба и за побрзо да се ги реши задачите што ги има. Да, на почетокот на емисијата, во оној прв прилог, Игор вели, децата веќе не играат џамли, девојчињата не знаат што е тоа ластик, генерално новите генерации многу малку читаат книги. Но можете ли да кажете дека за тоа е виновен само интернет? Не, не е виновен. Прво се виновни родителите, да се разберем. Не, мислам, децата ќе избегаат во, како да кажам, во самоизолација, во еден електронски аутизам, ако сакате, само во случај ако нема кој со нив да поразговара. Па кој прв ќе разговара ако не разговараат родителите? Ние сме виновни. Да ви кажам, посебно мојата генерација. Ние сме многу виновни. Затоа што не затекнаа многу нови технички, како да кажам, придобивки, а од друга страна ние не успеавме да ги издржиме оние нормални антрополошки контакти со децата. И не само со децата, туку и со сите. Така што ја не гледам тука, ако внимателно се работи, паметно. Тоа е за паметни луѓе. Тоа сакам да кажам. Добро, сакав да прашам господин Петровски, колку од овие пријатели кои што вие ги имате на Facebook конкретно, можете да ги сметате за ваши вистински пријатели? Колку се тие пријателства вистински? Ги познавате ли луѓето лично? Освен тие што ви проаѓаат на улица. Некои да, некои не, и не мислам дека е тоа проблем. Мислам дека е тоа може би претежок збор е пријател, може би по соодветен збор е контакт. Да. Контактирам со луѓе. Некогаш контактирам, некогаш не. Знаете зошто некогаш ми се обраќаат на Facebook на доле десно што е со дискусија. Да. Ако гледам дека тука имам потреба за контакт, контактирам, ако не го игнорирам. Ве прашам бидејќи неодамна Бургер Кинг, една голема фирма, заедно со незината маркетинг агенција, направиле Facebook апликација на која побарале од корисниците да избришат 10 од своите виртуелни пријатели за да добијат еден вупер сендвич на Бургер Кинг. 83.000 луѓе избришале 234.000 пријатели во замена за бесплатен сендвич пред администрацијата на Facebook да го забрани нели сето тоа. Идејата ми беше ако сте подготвени да ги трампате вашите пријатели за 1/10 од сендвич, колку тогаш има смисла целата таа комуникација? Значи не можам да генерализирам, ниту пак сакам. Јас го доживувам Facebook како феномен лично. Значи можам да зборувам за тоа како јас се движам низ него и што користам како предност и колку го користам. И меѓутоа, знаете како, во се можеме да најдеме и добра и лоша страна. Да. Не само во Facebook, во животот, во комуникацијата реална со луѓе. Може би реално можете побргу да се скарате со некој отколку што можете на Facebook. Ако дозволуваш, само како една реплика. И во реалноста ги трампаат пријателите не за сендвич до душе, за нешто повисоко, така што немојте